тешка геостратешка грешка. 5 години СДСМ и ДУИ, 5 години големи промени. Македонија стана северна по желба на Грција, но и нарекувана бугарска по желба на Бугарија. Политиките на власта доведоа до поразителни резултати на македонските национални интереси, еден од нив и најголемиот пораз според најголемиот дел од македонците. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Добивме реалност која беше спротивна од онаа која ни беше ветувана. Никој не може. Во Македонија верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. Добивме и договор со Бугарија, но и таму не го добивме она што ни беше ветувано. Гаранцијата на идентитетските прашања се потврдени со договорот за добрососедство со Бугарија, тоа е македонскиот јазик и македонскиот народ. Заев, почитувани, колкото да се вртиш, Македонија е българска. Втората българска држава в Европа, Македонија, или както е известно отскоро Северна Македонија. Пред 5 години друга реалност не беше ветувана и во сегментот на правосудството, но резултатите таму повеќе од разочарувачки. Довербата во судството е на историски најниско ниво, само 8%. Го отвори в судството како пупка. Буквално од целиот овој период од 2,5 години нанес. Власта ги изневери и заборави и ветувањата кои ги даваше за време на шарената револуција. Токму на оваа тема за Алфа говореше и поранешниот советник за макроекономска политика во Министерството за финансии во првиот владин состав на Заев, Бранимир Јовановиќ. Пред да дојде на власт ветуваа дека ќе бидат различно од претходните во смисла дека ќе работат за граѓаните, ќе ги вратат парите кај граѓаните, ќе има нели фамозниот план за живот. Фамозното ветување ќе ги зголемиме платите, ќе донесеме просечна плата 500 евра, ќе дадеме повеќе пари за стечајците, за сиромашните, за социјалните случаи, ќе зголемиме социјалната помош и сето тоа ќе го финансираме со дамночење на богатите, односно на прогресивен, односно праведен данок. Добивме и влада во која иако со најмногу пратеници, СДСМ изгледа како помал коалиционен партнер на ДУИ. Кој ќе остане во владата и кој ќе биде дел од метлата по однос на функционерите на Демократската унија. Одлучува лидерот на Демократската унија. Најпроблематична според многумина поразителна е политиката на Македонија на надворешен план, која на крајот кулминираше со прифаќање на францускиот предлог, со кој историските барања на Бугарија стана дел од преговарачката рамка на државава за членство во Европската унија. Едни ветувања, на друга реалност добивме кога беше во прашање така наречената тиранска платформа. Таа за власта не постоеше, но на крајот излезе речиси целосно реализирана.